Добро утро. Општина Куманово неодамна во соработка со UNDP, со Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување на Република Македонија спроведе проект Општо корисна работа. Овој проект нуди двојни бенефити. Бенефити за невработените и за социјално ранливите категории граѓани, односно за лицата со интелектуална попреченост, како и за роми кои немаат образование. Да проследиме повеќе на оваа тема од прилогот што следува. Започна работниот ангажман на 15 лица кои се ангажирани во проектот на Општина Куманово образование на роми и возрастни лица со интелектуална попреченост. Дел од лицата се ангажирани во дневниот центар за лица со интелектуална попреченост. Дел од нововработените се ангажирани за образование на роми. Проектот се спроведува во рамки на програмата Општо корисна работа 2015 и поддржан е од Министерството за труд и социјална политика, UNDP, Агенцијата за вработување на Република Македонија. Со проектот се овозможува вработување на невработените лица, а од друга страна поддршка добиваат и корисниците на двата дневни центри за лица со интелектуална попреченост, како и деца од ромска етничка заедница. Проектот овозможува вклучување на корисниците од дневните центри во процесот на образование и подобрување на квалитетот на живење, додека за децата роми полесно интегрирање во основните училишта, а за возрастните образование. Овој проект, насловен под име Образование на роми и на возрастни лица со интелектуална попреченост, е во рамки на програмата Општинско корисна работа. Програмата Општинско корисна работа е една од мерките на владата за самовработување. Носители на ова програма, односно заеднички реализатори, се Министерство за труд и социјална политика, Агенција за вработување на Република Македонија, односно центрите за вработување во соодветните општини, центрите за социјална работа исто во соодветните општини, единиците на локалната самоуправа и Програмата за развој на Обединетите нации. Целта на ова програма, значи генерално, е да се помогне на три целни групи. Како прво се работи за невработените лица, социјално невклучени лица, за да им се овозможи преку работно ангажирање со скратено работно време да се стекнат со одредени знаења и искуства како би можеле после да се вклучат на пазарот на трудот. Како второ, целта е да се помогне и на населението на подрачјето на општината која аплицирала со ваков тип на проект во рамки на оваа програма од категорија на ранливи граѓани и како трето да се помогне на општините за да можат да обезбедат што поголем број на социјални услуги, бидејќи општините со децентрализацијата се надлежни за давање на социјалните услуги, меѓутоа поради недоволни капацитети како финансиски, како институционални, знаеме дека единствен начин на реализација на овој тип на услуги сега за сега е возможен преку реализација на ваков тип на проекти. Невработените се ангажирани на скратено работно време од 20 работни часа неделно. Наредните 6 месеци за што ќе добиваат паричен надоместок од 6200 денари. Многу добро се снаоѓаме, можам да кажам уште од почетокот имаме добри впечатоци од сета ова работа. А веќе функционира центарот, се забележува ли одреден напредок и дали може да се работи со лицата со интелектуална попреченост? Па секако дека може и треба да има резултати, затоа што сите максимално се вложуваме и уште на почетокот се забележуваат одредени поместувања од она точка каде што застанале, нели? Така да ние се надеваме дека за идните 6 месеци многу ќе постигнеме. Пред се прво да се представиме со Александар Стефановски, ПРИО 11 октомври, ликовен педагог, каде што во овој проект спаѓам во разработката на креативните фантазии кои што се кријат кај секој индивидуа овдека во овој центар. И преку игра и преку сите начини на ослободување на таа фантазија, преку цртежи, преку театарски импровизации да излезе реалната слика на нивните карактери. Ние се вклучивме во овој проект од единствен разлог, помош на ова ранлива категорија на граѓани, кој за жал во нашето општество, во нашиот град и во цела Македонија е исклучено. Се надевам дека со овој проект ќе дојдеме до некоја поголема фаза имплементација на образованието, бидејќи етапно ќе се работи во повеќе фази. Првата фаза е сублимирање на резултатите претходните проекти, бидејќи претходно имале два проекти. Гледаме дека има напредок. Суштински
имплементацијата и основните потреби на овие лица што се вклучени во овој проект ќе бидат се поголеми и поголеми, затоа што не сакаме ние основните потреби на луѓето да ги направиме да може да се најдат во општеството, туку и да ги направиме да бидат работоспособни. Овој проект е добра шанса за стекнување одредени вештини и постепено вклучување на пазарот на трудот, смитаат вклучените. Токму на оваа тема разговараме со нашите денешни гости, Фрсина Трајковска, раководител на секторот за социјална заштита и координатор, да кажеме, на проектот, и вклучениот во проект ликовен педагог Александар Стефановски. Добро утро, најпрво. Добро утро. Од кога стартуваше овој проект, беше најавен, имаше конкурс, се јавија, да кажеме, повеќе. Го видовме на општинскијата веб страна и како помина сето тој процес за да дојдете на ова ниво на кое што сте денеска? Па морам да нагласам дека интересот, значи, беше голем. Имаше голем број на апликанти и за наше задоволство сите беа квалитетни. Мораше да се изврши селекција. Требаше да бидат одберени само 15 од вкупно 30, 29 поточно. Значи, лица кои аплицирале, а кои се на листа на активни баратели на работа при Агенцијата за вработување. Со соодветен, значи, од соодветен профил, така да селекцијата ја спроведовме во 3 фази. Освен она вообичаено интервју, беше спроведено и тестирање, поврзано со одредени прашања, со прашалник, со психолошки тест, тест на интелигенција. Меѓутоа, најинтересна беше третата фаза. Таа отпочна од 1 јуни и траеше до 5 јуни. Се спроведуваше во еден од двата дневни центри кај што ќе се изведуваат активностите и се состоеше во директен контакт со крајните корисници на услугите, со младите со попреченост, така да апликантите, односно кандидатите, беа во можност дури тогаш да видат во што ќе се состои нивната работа, дури тогаш да проценат дали нивната желба да работат со ова категорија на лица е само желба или на вистина можат да го прават тоа, бидејќи се работи за потреба од едно големо количество на афинитет за работа со овие лица. Така, во огласот беше наведено дека покрај тоа што мора да би имаат тие одредени спецификации, да кажеме, во основно образование, во основна возраст, беше наведено дека мора да имаат и афинитет кон оваа работа, но воедно дека мора да имаат и одредени способности на кои би можело да се пренесе креативноста кај категоријата што е цел на проектот. Токму така, сите, значи, располага со голем афинитет. Меѓутоа, акцентот овдека во овој проект е ставен на талентите и на креативноста на кандидатите беше ставен, бидејќи знаеме дека овие лица со попреченост, кои не биле досега дел од образовниот процес, за нив е потребно еден голем степен на мотивирање, така да тимот на ново изаберените кандидати, бидејќи продолжија да аплицираа и ангажираните лица од претходниот проект, вкупно, значи, се работи за 8 лица кои се ангажирани со лица со попреченост и за 7 лица кои се ангажирани со лица роми. Се работи, значи, за мотивирање заради вклучување во еден воспитно образовен процес кој дури со овој проект може се каже дека вистински стартува. Мислам на воспитно образование. Тука ќе задржиме мислата да се обратиме кај господинот Стефановски, тој е директно инволвиран во овој проект и неколиковен педагог по вокација. Тешко ли е да се работи со вакви лица? Исклучително интересно, исклучително со отворени мисли и со чисто срце се работи, затоа што кај нив нема пречки на ниво на кое што тие работат искрено, со чисто срце и цело време се склони спрема боите кои што ги гледаат пред себе. Вие предавате таму што? Што им објаснувате? На овие деца сакам да креативноста да извадам преку игра со цртежи, преку игра со бои, со тоа што и на некој начин ние комуницираме преку таа боја. Имате ли, да кажеме, неоткриени таленти во таа ваша група?
нормално дека има, само што тоа се гледа многу суптилно и спремно ако може да примети талент кој што чучи во секое дете од тие, само што треба преку игра да излезе надвор. Се трудиме да излезе. Така, се навраќаме повторно на проектот. Проектот има значи две, да кажеме, бенефиции. Едната е за самите невработени кои се водат како невработени во Агенцијата за вработување повеќе од 6 месеци, не сум сигурна точно за поединостите на овој проект, а втората е токму бенефит за овие категории. Рековте дека покрај лица со интелектуална попреченост проектот е наменет и за лица роми и деца роми. И деца роми. Проектот е насловен како образование на роми и на возрастни лица со интелектуална попреченост. Се работи за две категории на целни групи, како крајни корисници на услугите од проектот. И целта, значи, и на двете проектни идеи е да се подобри квалитетот на животот и на двете целни групи за лицата со попреченост преку вклучување во процесот на образование, преку работење по однапред подготвени програми по музичко образование, по физичко образование и програма за театарски вештини. Тоа го баравте во проектот како еден од услови да бидат ангажирани овие лица. Од аспект на роми и на деца роми, значи подобрување на квалитетот на животот преку враќање на ромските деца во основните училишта, преку упис на ромските деца во прво оделение, преку продолжување со образование на ромите возрастни од 15 до 55 годишна возраст кои во било кој момент од својот живот го прекинале своето основно образование или дури пак и не пошле на училиште, и преку работа со деца со попреченост роми, како и работа со родители на соодветни работилници. Кажете ни каде се спроведува овој проект за роми со високо Вака, со оглед дека партнер организација, ние ромската организација ДРОМ. Значи, како активен партнер, ние инаку имаме вкупно 11 партнери. Едно 5-6 училишта, ДРОМ, Сојуз на спортови на општина Куманово, потоа Фондација за култура и за спорт на општина Куманово и организацијата Порака наша и организацијата Порака. Значи, како партнер, како активен партнер, ДРОМ е ангажиран околу процесот поврзан со активностите поврзани со деца роми. Таа активност се спроведува буквално на терен. Значи се евидентираат лицата кои треба да појдат на училиште, децата, се евидентираат лицата кои треба да го продолжат своето и сакаат да го продолжат своето образование и се евидентираат лицата и кои сакаат родителите на децата кои се во трето оделение, кои сакаат да почнат нивните деца да го изучуваат предметот ромски јазик и култура. Постои интерес? Постои интерес и голем дел од работата е завршен. Меѓутоа, не сакаме да се сведе се на гола евиденција, бидејќи не се знае после тоа евидентирање колку фактички сите тие ќе бидат вклучени и поради тоа сакаме во текот на проектот, значи, двете целни групи да ги повржиме, бидејќи целната група на страна на ангажираните лица кои работат со лицата со попреченост, има вистински не има, него сите се уметници, сите се буквално ангажирани на план на музика, на план, професорот Александар, тој не е невработено лице, тој е волонтер, тој е вработен во училиштето 11 октомври, тој е стручен соработник во проектот, значи, стручно уметнички соработник може да се каже, бидејќи уметноста е дали музичка, дали ликовна, дали театарска, е неопходно потребна за да бидат анимирани, значи буквално потенцијалите и квалитетите на секоја индивидуа поединечно, бидејќи сите тие се личности. Тоа се однесува и за ромчињата кои треба да бидат, значи, запишани во училиштата, за нивните училишта. Ќе има заеднички, значи, активности во некој момент, ќе бидат соединети тие активности за мотивирање и на двете целни групи, едните, значи, да се вклучат во процесот на образование, како што и следува соодветно на нивната возраст, ромчињата, други да го продолжат, додека пак лицата со младите со интелектуална попреченост, кои кога биле на соодветна возраст за поаѓање на училиште, немало законски предвидено инклузивно образование. Од кога е воведен законот? Имате ли такви сознанија некаде? Па не знам, во секој случај, мислам дека повеќе од 5 години има.
не се сеќавам точно. И сега, меѓутоа сега имаме законски предвидена можност за образование за возрастни. Значи, тие да се вклучат во процесот на образование за возрастни. И ако и сега испуштиме оваа можност, бидејќи тоа се млади луѓе, возрастни луѓе со интелектуална попреченост, млади луѓе над 18 годишна возраст, ќе биде крајно дискриминирачки да не се, значи, искористи и оваа можност. Меѓутоа, за сето тоа треба добри подготвителни активности, треба добра мотивација и едноставно најприродно е да излезат на површина нивните потенцијали, благодарејќи на нашиот стручно-уметнички соработник, кој е голема поддршка, значи, за секој тип на ангажирано невработено лице, а нарочно ако е вклучено, значи, во еден таков проект кај што се работи за образование. Значи, општината како нашата општина и секоја општина како единица на локална самоуправа која има своји законски предвидени надлежности според Законот за социјална заштита. Надлежноста од област на социјална заштита на општината е обезбедување на спроведување на социјална заштита на ранливи категории на граѓани, како што се инвалидни лица, деца на улица, деца без родителска грижа и други, меѓутоа и како надлежност грижата, обезбедување на оваа грижа, се навраќам пак, преку вонинституционални и институционални облици на социјална заштита, меѓу кои како облик, значи, е и потигање на јавната свест. А за потигање на јавната свест, во секој случај, ни требаат личности кои имат капацитет за анимирање на приоритети, значи, со кои се одржува чувството за визија, чувството за цел, чувството за посветеност. И долгорочност самиот проект. Капацитет на личност која сака социјални промени, како професор, значи како дел од воспитно-образовниот кадар во нашата единица на локална самоуправа. Значи има полно такви личности како Александар Стефановски, конкретно во училиштето кај што тој, значи, е вработен во тек на минатиот период. Ќе направам после мала ретроспектива и за изминатите проекти, меѓутоа сега морам да го спомнам, значи, колку беше добро што, значи, поаѓајќи од учителка Весна Кимевска, која беше, значи, прва меѓу учителките, по која повлече други колешки учителки, уште две, учителка Нина, учителка Ема, професор по музичко, Бојан Трајчев, Значи, цела рече Александар Стефановски, значи, за време на активностите преку лето, кога училиштето е, значи, објектот на училиштето е слободен, кога децата се на училишен распуст, кога кабинетите нивни се слободни, просториите, физкултурната сала, сето тоа ни беше на располагање, меѓутоа и нивниот образовен кадар ни беше на располагање, активно учествува заедно со ангажираните лица. Тука некаде ќе ја завршиме во овој дел темата, ќе се одмориме со една кратка музичка пауза, а потоа ќе продолжиме со разговорот и се разбира со она што му претходеше на проектот. Здивнавме со кратка музичка пауза, се навраќаме кај Александар. Вие сте вклучени, односно волонтерски работите, односно пренесувате знаење, своето искуство, своето работно искуство како професор, да кажеме, по ликовно во 11 октомври, сега го пренесувате и работите со деца со интелектуална попреченост, а воедно ваму работното место ви е работа со деца од, да кажеме, основно образование, деветолетка. Деветолетка, да. Имено пред да почнам да објаснувам во суштина во проектот како се однесуваат работите, морам да најавам дека имам искуство пред да почнам да работам 11 октомври како приправник во делот на посебни потреби, деца со посебни потреби, ми се роди желба. Пред година и пол во Браќево крст има посебни паралелки и таму почнав буквално да се дружам на ниво на другарство со деца со посебни потреби и ми се роди желба дека може многу повеќе да се работи со такви деца, не ради ефектот да направиш ти нешто со нив, него тие да ти направат на тебе. И нормално ми направија
и кога го слушнав ефектот на дека ќе има проект, уште од првиот проект, ланскиот проект се вклучив на половинка, Така. али заземав став и ефект да направам нешто креативно и направивме доста. А сега во новиот се вклучувам од ден први и Ви ги пак раѓа. се раѓа таа иста љубов и тие го менуваат текот на моите мисли, не обратно. Тие ме учат мене на одредени работи кои што сме ги заборавиле, како на пример трпение, како на пример сочувство, како на пример искрена љубов. Благодарение на трката на која што мораме да одиме секој ден на работа, го губиме ефектот на сензорите за вистинска среќа. Тие ги имаат и не ги кварат. И како работите со овие деца? Велите некогаш во обратна насока од она што... Обратна насока е кога заклучокот од часот го даваш веднаш во почетокот. Па работиш како сме дошле до заклучокот. Обратна варијанта. Во ситуација на еден час со овие деца, проследено со музика, проследено со театар, проследено со гестикулации, се враќа фидбек на неверојатна енергија и палета на емоции. Неверојатни љубави емоции, каде што, например, еве, ги издвојам страствено гушкање од страна на такво дете, ќе ти даде енергија нареден месец дена да се смееш како да си најсреќен човек на светот. Благодарение на споделување на таа енергија. И таа енергија те храни да бидеш многу поквалитетен човек секој ден благодарение на нив, затоа што они не го менуваат тоа. Секој ден се среќни, секој ден се задоволни и секој ден сакаат да пренасаат некаква енергија. Па макар и најсуптилната да те погали, да те гушне и да ти даде на негов јазик, да ти даде подршка за тој ден. Дека убаво работиш и дека супер си ја сработила работата. Значи, тоа е една голема разлика од она што Голема во класичното разлика. образование, ќе го именуваме класично Ќе го образование. именуваме класично, во класичното го имаме исто така пренесено за жал ќе кажам, пренесено од родителите, Така. енергијата на, тоест Постојано брзање. Постојано брзање, невидување, каде што учениците понекогаш знаат да бидат многу по возрастни отколку што им се годините. Благодарение на таа брза трка која што сите сакаат да ја сработат, недоволно видување, недоволно сочувствување со собствените емоции. До таа мера што, например, ефектот на шала со децата со попреченост е на ниво на смеење громогласно, додека во класичната настава шалата е проследена со а зошто е тоа така? Се бара некој реален мотиватор зошто треба среќата да ја имаме денеска. Не се зема за нешто како Природно и и здраво. здраво и секогаш. Да, тука ќе се навратиме, навистина тргнавме малку во поинаква насока со разговорот, креативно. но мора да го објасниме проектот кој што треба да биде, да кажеме, презентиран пред кумановската и јавноста од Североистокот, дека ваков проект имавте и минатата година, но тој беше повеќе заснован на спортски активности, доколку ме држи сеќавањето. Па вака, сега реков дека ќе направиме една кратка ретроспектива. Со овој тип на проекти почнавме во 2013 година и малку да ве исправам пред малку што рековте, се работи за општо корисна работа, не за општо корисна работа, туку за општинско корисна работа, значи за сите оние надлежности за кои општината е законски задолжена, а кој поради се уште немање на финансиска децентрализација и на план на социјалната заштита, општината не може да ги спроведува како што треба и значи принудени сме да изнаоѓаме алтернативни форми, значи и решенија. Едно од тие решенија и преку овие проектни активности. Нашата општина поради тоа значи се ангажира за да се изврши реализација до сега на 2 и ово е најновиот трет проект. Првиот проект
беше под име Инклузија преку спорт и рекреација. Точно е, беа застапени само физкултурните активности и беа ангажирани 4 професори по физичко образование и здравствена заштита и еден физиотерапевт. Поаѓајќи од тоа што од здравствен аспект е нешто најпотребно и неопходно заради емоционалното здравје на овие деца и заради физичкото здравје на овие деца, спроведовме таков. Успешно го спроведовме тој проект. Меѓутоа, во вториот, наредниот, кој се викаше програма за инклузивна летна школа, сваќајќи дека всушност здравјето не е само процес на физичко здравје, туку здравјето е еден процес на физичко, на социјално, на духовно, на емоционално, на образовно, ниво. Сваќајќи дека се работи за еден таков процес и дека за да овие млади лица бидат не само здрави, туку уште повеќе за да воопшто и се чувствуваат како живи луѓе, беше неопходно потребно да бидат вклучени и тој тип на активности, музички, танцувачки, драмски, ликовни, креативни, да. Во текот на овој проект видовме дека тие на нив не само што им е потребно такво нешто, туку дека тие едноставно вистински се вклучуваат во тој тип на активности, знаат да го ценат тоа и дека навистина им прија било кој тип на воспитно образовен процес, не е битно во кој момент колку тие ќе научат и што ќе научат и дали ќе научат, вниманието кое им се укажува е од големо значење за нив и тие одговараат со неверојатна дисциплинираност и почит кон тој што тоа го врши. И од тоа пак искуство заклучивме дека навистина може еден сериозен образовен процес да се спроведе врз Проектот нуди 6 работни часа. Дневно збориме, така? 4. Значи тоа е половин. Дали 4 часа максимално се искористени од страна? 4 часа максимално се искористени и конкретно во овој третиот проект и треба да бидат максимално искористени. Меѓутоа, ангажираните лица остануваат и повеќе од 4 часа. Мислам, неверојатно, бидејќи од тоа што го зборуваше професорот Александар, можете да заклучите дека за ова работа не се работи без жар. Едноставно, неопходно е. А кога работиш нешто со жар, како што работеа до сега сите, вклучени во сите 3 проекти и конкретно овие новите ангажирани лица, тогаш не можеш да гледаш на време. Навистина работат повеќе од 4 часа. Во што го вклучувам, во кое време го вклучувам и она нивно договарање припрема, тимската припрема на тимот. Тимот е навистина создаден од тие се по професија професори, меѓутоа практично и фактички се членови на групи музички, тие се уметници. Значи сите се вклучени во било. Тренери, имаме например, имаме 20 професори по музичко, 20 професори по физичко образование, имаме родител кој е ангажиран, родител на дете од дневен центар за практикување на животни вештини, 5. Имаме 20 асистенти во програмата кои се активно вклучени фактички во секојдневните активности, имаме дрворезбар. Да, имаше такво нешто во проектот баравте. Да, и 5 ментори за роми и за ромски деца кои се ангажирани на терен. Меѓутоа, тоа е структурата на работните места во проектот. Ако почнам да набројувам дека имаме музичари, уметници ликовни, музички, дека имаме психолози, дека имаме се во множина, дека имаме тренери, дека имаме професори, дека имаме, мислам, буквално ќе се добие впечаток дека се работи за можеби 20 лица или 25 лица. Не, се работи за концентрација на повеќе од 2-3 талента во едно лице. Тој тип на ангажирани лица се ангажирани, тој тип на лица. На тој начин се вршеше селекцијата.
Значи не е било пресудно исклучиво нивното степенот на образование, не е бил пресуден, да кажеме... Не. И не само дали тие се, значи, со тој тип на квалитет, туку колку сака тој квалитет не да го пренесат, да го подарат на тие деца, буквално. Ако можеме да кажеме, извини што те прекинам. Ако можем да кажем, морам да ја прекинам, благодарение на тоа што изразот кој што го бараме е се уште го немаат загубено детето во себе. Така. Тоа е изразот кој што го бараме. Секој оно кој што се уште детето му е на прво ниво, она среќното дете што сака се да пипне, се да види, тој секогаш ќе може да работи со такви деца. Оној кој што се срами и се уште си го чува или го ставил во некој ќош, тоа дете кое што го прави длабоко го потиснал, тој не може да излезе на крај со вакво темпо и со вакви личности. Треба да заедно да сте на исто ниво со среќни деца кои што случајно се нашле да играат некоја игра. И такви ли се вашите колеги ангажираните во проектот? Такви ли се вашите подготовки? Еве, раскажете еден обичен ден како ви е таму. Како прво, ни еден од нашите членови на проектот, па воедно и јас како волонтер, па воедно и вработените таму, спаѓаме во ситуација како да сме една голема фамилија која што случајно се присобрала во одреден термин, на празник. На празник, каде што би требало да се сработи нешто кое што го правиме во ситуација она како Диснеевите филмови кога Снежана ќе треба да пое заедно со шумските пријатели, со животичи. Слични сме на таа начин затоа што имаме музички настроени лица, професори по музичко кои што ќе удараат или ќе пеат. Имаме атмосфера. Значи тоа во моментот. Во моментот. Али заклучокот и ефектот на тој еден ден пак ја имаме сршта. Ама преку игра, преку спонтани комуникации, преку предизвици, преку комуникација со креативни начини на изразување, суптилни начини, па дури кај нив цела палета на изразување е само еден извик на различити начини. И ние више почнуваме и да знаеме што значат. Имаме свиркање, имаме тапкање, имаме комуникација со гурање. Секој од тие мали, суптилни, директни, креативни комуникации се сведени на еден сосема јазик на друго ниво. Сите сензори се. Чак во еден момент морам да го напоменам еден од нашите деца има комуникација со благо дување во уво. Еден вид на тука сум, приметиме, сакам да ти зборувам. Ако му вратиш со исто ниво, више комуницираме на слично ниво како сега ние овдека. Да. Многу суптилни, многу прекрасни палети на комуникации, прекрасни палети на суптилности кои што треба да ги почувствуваш, па тогаш да ги разбереш. Вие навистина сте се внеле во својата работа во ова некласично образование, бидејќи не сакам да ги двојам, значи сите си ние имаме потреби, буквално сите на овој свет. Да, сите имаме. Да. И како е планот на проектот? Мора малку посериозно да ја вратиме темата. Конкретно, например, бидејќи сепак за нив е апстрактно да тие бидат во еден процес на базично писменување, типичен, да тие треба да пишуваат или да читаат на хартија, значи од хартија гледајќи. Тука, значи на еден час конкретно, имаме живи букви. Например, буквата А. Буквата А е синоним конкретно на тој час за тоа конкретно лице или тоа конкретно дете. Значи, букви кои се движат, букви кои играат, букви кои зборуваат. Во секој случај, бидејќи, значи, сите сетила му се вклучени на детето, и сетило за вид, и сетило за слух, и е во ритам, секоја буква има свој ритам. Дали А, дали Б. Секој збор и секоја буква има своја игра, има движење, значи, тие не седат на столчиња и не треба да седат. Се разбира, не мислиме да ги замараме повеќе отколку што треба, меѓутоа се работи, значи, за процес
сензорен процес, се вклучено, значи сите сетила вклучени, за да дали визуелно, дали значи аудитивно ќе се створи во меморијата, буквата, ќе се створи зборот и тоа е тој, значи може да се каже дека е на некој начин експеримент за да се види значи што најповеќе и на кој начин најповеќе можат тие да бидат едуцирани за да на крај се докаже колку тие можат. Значи до сега бидејќи знаеме дека се зборуваат што тие не можат. Сега работата е во тоа да се види што Дека тие можат бидејќи со помош на лице кое е покомпетентно од нив, сите ние тие сигурно дека ќе можат, бидејќи и сите ние на тој принцип сме се развивале од мали, од кога сум се родиле. Секогаш некој повозрасен, покомпетентен, нешто знаел повеќе од нас Па и не ние насочувал, однадвор да. сме го усвојувале тоа знаење и после тоа знаење било интегрален дел наш. Ние не било тоа знаење вродено претходно во нас. На тој ист принцип треба сега да се Само да се Да надоврзам, надополнете се. мал дел креативен од аспект на детето во секој од нас. Сите работи кои што ги имаме запомнато во длибоката меморија, ако се навратиме, па секој од нас, ако се навратиме во нашето детство, ги помниме оние кои што ни биле најинтересни, најзвучни и најсуптилни прикажани. Затоа сите баби се памтат благодарение на тој ефект на среќа, на играње и на пренасење на знаењето од колено на колено. Тука ќе го прекинеме накратко разговорот, повторно се една музичка numera за да одмориме малку и да го продолжиме разговорот во насока на тоа докаде ќе се движи проектот. Продолжуваме со разговорот онаму каде што застанавме. Рековме дека ќе продолжи овој проект наредните 6 месеци, како таков што е. Така, 6 месеци. Да, 6 месеци трае. 6 Проект. месеци купно. Инаку, кога заврши вториот проект, дел од ангажираните лица продолжи да волонтират, да, така да има континуитет кој не е прекинат. Сега тие исти продолжи во новиот проект, ќе видиме што ќе се случи натаму со. Доколку се, да кажеме, изменат некои одредени законски можности, доколку се формира еден таков едукативен центар, јас би го нарекла, еве, дали би биле заинтересирани овие лица кои што претходно биле вклучени, па сега се волонтери, ново ангажираните во проектот? Сите кои почнаа да работат во било кој од овие проекти, сите изразија желба кога би зависело од нив, кога би можеле да да бират дали да работат со овие лица или на некое друго работно место, дека би сакале да останат да работат со тие лица. Бара ли повеќе енергија работата со овие лица? Секако дека бара. Ама ефектот на враќањето на енергијата те полни толку многу да сакаш уште да направиш и затоа и го поминуваме лимитот на седење, Го поминуваме ефектот на седење од 4 сата, може да се седи и по 6 и по 8, затоа што дружењето на кој начин, учење преку дружење или дружење преку учење, поентата за мене, барем лично како лично инволвиран, ми е кога сите маски ќе паднат и се вади детското од тебе. Тоа не се заборава. Значи, од лајнскиот проект, иако на половинка се вклучив, од лични интереси, од да помогнам, од ситуација затоа што ми се роди љубов од поодамна, вклучувањето, иако новодојден, ми прифатија како да сум од прв ден, од дел од тимот. А сега од прв ден, уште појасно и поубаво се дружиме, до таа мера што сега да отидеме во која било градинка, начинот на кој што се играат тие сега, нешто слично во разлика на различити години, го имате и кај нас во дневниот центар. Сите разиграни, сите гушнати, сите играат во дружење и се дружат со играње. Возрастните, значи ангажираните и лицата со попреченост. Каде се спроведува проектот, освен во дневниот центар, каде што го снимавме прилогот, односно кај градинката, кај Чик, популарно наречено? Според распоредот, како што е предвидено, значи во двата дневни центри,
што постојат во Куманово, еден дневен центар што го води Порака наша, а другиот е дневен центар при Центарот за социјални работи, односно на Министерство за труд и социјална политика, како што рекол, според одреден распоред. Да. А кога користе, да кажеме, од професори од по физичко, дали излегуваат некаде надвор или да кажеме одредени професори па имаат благодарејќи на безрезервната, одреден стил на работа, да кажеме. Безрезервната подршка што ја добивме од директорот на училиштето Толи Зордомис, уште од почеток на првиот проект, во таа спортска сала на училиштето Толи Зордомис почнаа да се одвиваат тие активности преку цела оваа година, да не кажам тоа, пола година, таму се одвиваат, освен што не се одвиваат спортските активности во Толи Зордомис за време на минатото лето, бидејќи спортската сала во 11 октомври е неверојатно попријатна и поладна. Така. Значи, во секој случај се вклучуваат, рековте, и партнери во проектот, станува збор за училишта, градинки. Да, и партнери во проектот. Поради тоа што имавме партнери во проектот, значи на крај, како завршна манифестација на вториот проект, имавме и приредба во театарот, театарска приредба, перформанс проектен, да. Тогаш многу ни помогна Александар, со организирање на изложбата, и од тогаш мислам не престана. Инаку имавме помош од партнери од Фондација за спорт и култура, лицето вработено во оваа фондација што е режисер, активно ги спремаше и двата дневни центри заедно со вработените, за тој проектен перформанс. Училиштата, например, од училиштето Кочорацин имавме, учесници, хорска изведба имаше, оркестарска изведба имаше, имавме исто така, учителката Мерлин од Толи Зордомис, која води танцувачки клуб во Куманово, таа за време на летниот распуст, во текот на летниот период од проектот, таа како тренер за танцување, волонтираше, како што цело време нааму волонтира професорот. И таа заборавив преска да ја спомнам. Така да имавме... Постои еден интерес, да кажеме, во кумановската заедница за подршка. Тоа може да се види и со функционирањето на дневниот центар и во Министерството и родителскиот, да кажеме, центар Порака наша. Постои и, да кажеме, отвореност. И постои, не знам сега, дали ќе се сложите, се зајакна, да кажеме, јавната свест кај граѓаните на Куманово последниве 10 години за потребите на овие наши сограѓани. И јавната свест, заради тоа ја спомнав на почетокот на емисијата, ја спомнав како една од надлежностите на плана социјална заштита на општината е подигање на јавната свест. Меѓутоа, без разлика што јавна свест се мисли како на колективна јавна свест, сите знаеме дека тој процес оди поединечно и индивидуално. За да може после да збориме за колективно подигната јавна свест. И сигурни сме, и мило ни е многу, што имаме поединци. Имаме многу поединци на кои нивото на свест за универзалното право на почит, на човековата вродена вредност и достоинство, кој е развиена, и дека тоа свеста дека тоа право е безусловно. И исто така, нивото на свест на полно поединци е подигнато и во однос на фактот дека лицата со попреченост, односно крајните корисници на проектните услуги, се природен и интегрален дел на нашата заедница. Имаме многу поединци. Јас ви благодарам на разговорот, на овој, да кажеме, исцрпен и не толку конвенционален, класичен разговор. И се надевам дека како медиум ние ќе придонесеме да се подигне јавната свест за нашите сограѓани и ќе дадеме секој напор да, и ово преку овој проект и преку обични посети на нашите дневни центри. Извинете што прекинав, затоа што ми стои дека треба да го кажем ефектот кој што сакам да се случи и голема желба ми и се уште понекогаш имам непреспиени ноќи од ефектот дека сакам да се случи тоа што сега ќе го кажам, а тоа е дека се спремаме со старите и со новите членови на проектот, воедно со мене, да снимиме, изготвиме и премиера да ни биде на 3 декември, така, на денот на деца со посебни потреби, документарец со сите искуства кои што ги имаме стекнато
секој член поединец. Тоа се ставено во еден укусен документарец, каде што би требало, и наша желба е, посебно и лично моја, затоа што го чувствувам како личен уметнички ангажман, да се промени, а воедно и да се стекне навиката за прифаќање на лица со посебни потреби, од кој било година и од кој било вид на карактер и од каде и да доаѓаат. Јас уште еднаш ви благодарам и се надевам дека ќе дадеме свој допринос во кривањето на јавната свеста за присутноста и потребите на нашите сограѓани. Благодариме што не викнавте. Ви благодарам за вниманието, имајте убав ден.